Како што споменов, денеска во магазин се дружиме со двајца македонски ракометни репрезентативци и клубски колеги во ракометниот клуб Вардар, со Гоце Георгиевски и Филип Талевски. Ке зборуваме како е да се биде професионален ракометар, колку е менталната дисциплина важна во ракометот, но и во животот воопшто. Колку со играчите се познаваат меѓу себе, а ви откриваме и кои се Гоце и Филип надвор од ракометните терени. Тие се овдека со нас во студиото, им посакувам добро утро или можеби за вас и веќе добар ден за професионалните спортисти, знаејќи дека вашите работни обврски започнуваат рано наутро, тоа се тренинзи, кондициони тренинзи. Може ли да не кажете како започнува вашето утро? Па добро, работно како и секој нормален човек и за нас спортистите работно почнува секое утро, се будиме, појадуваме, го пиеме утринското кафе и се спремаме за предпладневниот тренинг, како и секој обичен граѓанин исто, немаме некое специфично утро, нормални обврски одработуваме и се спремаме за оној тренинг што не чека, за онаа работна обврска. Не знам дека спортистите пијат кафе, иако некои истражувања велат кофеинот позитивно влие, барем кога треба да се има напорен тренинг. Таква и ке вас праксата, Филип, поедувате или пиете кафе наутро? Со појадокот оди и кафе. Секојаш е убаво да се напиеш кафе наутро, да те разбуди, да те спреми за тоа што те очекува. Како и сите граѓани што пијат, така и ние го конзумираме доста кафето, пошто ни дава будност и ни дава на еден начин концентрација, така да кафето е добре да јадам секој за нас. А за да бидете издржливи и продуктивна, важна е исхраната која што ја конзумирате како професионални спортисти. Дали секогаш е тоа посебен режим на исхрана или можеби некогаш и да си дозволите да појадувате она што се подготвува во вашето семејство или пак не знам, знаете некој пат да седнете и да изедете некој, како се вика, на брза храна, фаст фуд, хамбургер? Па добро, да, и тоа се случува, но нормално, нели, некогаш ќе сака и самиот организам нешто да смени и да поедеш, да изедеш нешто што би се рекло junk food. Да. Али се придржувам кон она спортска исхрана, бидејќи таа е неопходна за као нас професионални спортисти. Нели нормално да функционираш и да тренираш и тие издржливи тренинзи физички, да кажам, што мора да се издржат, најбитна е исхраната. Ние сите тоа го знаеме, ние сме професионални спортисти, се придржуваме кон тоа и знаеме како треба да функционираме. Оддишка се давате, претпоставам, само на овој период кога сте на одмор, кога немате активности, тогаш не важи посебниот режим на исхрана или буквално 365 дена во годината вие се грижите за тоа што внесувате како храна? Па добро, треба да се има еден, не да кажам програма, но одреден вид на, пак ќе кажам, ние сме професионални спортисти, знаеме горе-доле како треба да се храниме и што треба и ние си го знаеме, секој си го знае својот организам, така да, нели, секогаш треба да водиме сметка за тоа како се храниме, така да тоа е ни стекот на целата година. Колку часово денот ви остануваат после работните и семејните обврски, не знам, семејни обврски, зборувам за пазарувањето, ако тоа го правите, и што со слободното време? Како го користите слободното време? Па, утрински завршуваме тие домашни обврски, децата ги носиме во градинка, завршува тренингот, одиме во продавница тоа што треба да се спреми за да однесеме дома да се направи ручек. Па тоа слободно време измеѓу да утринскиот и попладневниот тренинг го користиме да одмориме од утрешниот тренинг, за да се спремиме за попладневниот, така да тој период гледаме или со пријатели да седнеме на кафе, па потоа дома да одмориме со добар ручек, а вечерното време после вториот тренинг секогаш го користиме за со фамилијата, да посветиме време на фамилијата, на сопруга, деца, родители и така. Имате време, ви останува време да се дружите со пријателите со оглед на темпово и динамиката со која што играте на превари, па дури и патувањата. Малте не секоја втора недела вие сте надвор од државава.
Па точно така. Секоја недела скоро одиме и надвор и во домашно првенство кога има гостување пак цел ден го имаш Напусти изгубено, така да градот, да. секое слободно време гледаме да го искористиме со фамилијата. Малце е напорно, имаме доста утакмици, доста патувања, меѓутоа како што кажа Гоце, ние сме професионалци, тоа ни е работа, од тоа заработуваме и не смееме да се жалиме. Филип, со твоите пријатели од Крушево, со кои си растел од детството, се гледаше денеска, се слушате, имате контакти, редовно ги одржувате? Жал ми е што не можам да одам многу често за Крушево, меѓутоа сите мои пријатели, мои другари што растем од детството се тука во Скопје, студираат или работат, така да секое слободно време кое го можам да го одвојам за нив, го одвојувам и знаеме да седнеме и во кафана и да излеземе, да се подружиме, да си кажеме како ни поминувало детството и едни убави спомени. Гоце, ке тебе како е време има за пријателиве? Имаш некои пријатели кои ги негуваш од детство или со оглед на промените и на средината и живењето и не знам и во Франција се губат? Па добро, тие, да кажем, другари од детство секогаш остануваат и одржуваме се уште контакт. Можеби не се гледаме толку колку порано што сме се гледале, но тоа е самите работни обврски ни го тежнуваат тоа. Секој сега е, да кажам, повозрастни сме семејни луѓе, но често се гледаме, одржуваме другарство, контакт, така да за мене тоа е исто едно најбитен фактор, да кажам, во животот со најблиските и со најдобрите пријатели да живееш. Освен обврските кои ги имаш кон семејството, дружбата со твоите две малечки деца, како Гоце сака да го користи слободното време кое го има? Да чита книга, да погледне филм, да игра игрици, да што прави? Па добро, највеќе го поминувам со семејството, со децата. Некогаш знам да гледам и филм ако ми дозволи времето. Знам и книга да прочитам, но повеќе претходно читав книги, се со децава и повеќе детски книги, па да, приказни, да, сказни со нив пред спиење, така да повеќе времето со нив го поминувам, што е нормално и мене тоа ми исполнува и сум многу среќен што е тоа така. И немаш ни потреба од нешто друго, не? Па да, исполнет сум. Како македонци важиме за гостопримлив народ. Како ги пречекувате вашите колеги кои што од странски клубови доаѓаат во нашиот домашен клуб? Например, ги шетате на почетокот, им кажувате каде има најдобра храна, каде се излегува? Па најчесто во сите екипи скоро во Европа има и балканци, така да и кога сме играле против нив и некој има играно и со нив, така да кога доаѓаат кај нас, прашуваат каде да излезат вечерта ако имаат слободно време или дали би сакале да се придружите со нас, да излеземе, да испијаме кафе, некоја пијачка. Со задоволство го правиме тоа, со задоволство сакаме да му помогнеме и во некои случаи се јавува дали може храна да не рачате за во хотел и тоа го правиме. Така да со раширени раце ги пречекуваме сите што ќе дојдат, секоја молба што имаат, ние сакаме да му помогнеме и да му направиме да му биде подобро. Со сите се дружиме и стварно е спортот е една убава дружба, еден убав колектив од сите страни, така да... Истото го почувствувавте кога игравте вие во странство како дојденци, кога за прв пат, не знам, замина во Франција, помогна француските колеги од тимот да те запознаат со околината, со местото каде што живееш, каде што тренираш? Па да, не можам да кажам ништо лошо. Имаше и многу балкански играчи во Франција, додека играв и со нив повеќе се дружев, но исто и француските колеги, они беа сосем коректни за се што требаше. Они беа тука за помош, така да сум им благодарен за тоа. Знам како е да играш во странство и знам кога ќе дојде некој странец како е тука, така да секогаш сум спремен за поддршка и за помош. Надпреварите ги гледаме во спортска сала, ги гледаме и на телевизија, но какви се играчите во автобус, какви се играчите во сооблекувална, какви сте, не знам, кога заменувате на надпревари, кој е оној што ја крева атмосферата во клубот меѓу вас, кој е некој што прави најмногу шеги на сметка и на останатите? Па потешко секогаш кога има некој пораз е малце така неубаво, смирена атмосфера, неубаво некое чувство во сооблекувална. Меѓутоа, кога се победува или кога патуваме, секогаш знаеме да правиме шали, да се смееме, да се
кажуваат некои интересни случаи за да времето ни помине побрзо. Најинтересен и најмногу шали кажува, морам да кажам, капитенот наш Странче Стоилов, каде што и секогаш и знае и да е насмее и да е поткрена атмосферата на едно позитивно ниво и мислам дека ако го немаме он во екипа нема да има ни шали, нема да има ни некоја атмосфера така борбена. Треба да бидете сконцентрирани кога патувате, да речеме, напред надпревар, тоа се слушалки, како што знаеме и да видиме во кој, не знам, со музика се концентрирате или тоа може да биде и забавно патување пред зборуван надпреварот? Па добро, секој посебно се концентрира, да кажам, на пред надпревар. Некој сака да слуша музика, некој не сака тоа, некој сака да зборува, да се шегува, попуштено така да кај секој различно влијае тоа, така да немаме некој принцип како треба. А ритуал некој последуваш ти Гоце пред да излезеш на надпревар кој ете би сакал можеби да го споделиш, можеби има некои не сака да споделува, кажува молитва или не знам. Да. Фудбалериите ќе ги видиме дека ќе знаат да скинат дел од тревата, па не знам. Па добро, немам некој. Кај вас постојат? Па постојат, да, али јас не преферирам некои ритуали. Само пред секој надпревар си посакувам да бидам здрав, да немам да го одиграм надпреварот што се вика без никаква повреда, да се заврши тој надпревар како што треба, така да тоа ми е едино пред надпревар. Ништо немам некои посебни ритуали. Да. Филип, ти? Јас исто немам посебни ритуали, едноставно да биде само пуштена атмосфера и дома и во сала која ќе отидеме пред утакмица, тоа. Кој најмногу ви инспирираше како млад спортист? Па ја гледав многу спорт како дете, најмалку гледав ракомет. Гледав фудбал, гледав кошарка, играв фудбал, тренирав фудбал пред да бидам ракометар, многу го сакав фудбалот, исто и кошарката. Ракометот дојде некако спонтано, но можам да кажам дека израснав, да кажам, гледајки во тоа време Майкл Џордан NBA, Чикаго тогаш доминира, јас кога бев дете. Чикаго Булс, Јута Джез и така тоа. Да, тоа, да, гледав и до доцна во ноќта ги гледав сите надпревари. Исто фудбал пратев многу светски првенства, европски, така да мислам дека ракометот после тоа дојде, но некој што ме инспирираше во ракометот и го имам тој надимак е Џомба. А тој е хрватскиот? Да, десното крило од Хрватска што играше тогаш за хрватската репрезентација, тој ми инспирираше многу. Навистина ми се допаѓаше неговата игра, неговиот стил на играње, неговиот шут, скок, така да он ми беше инспирација во ракометот. Прекрав Филип не добити по некој ракометар? Не се уште. Да. Се сеќаваме сите на вашите успеси, но дали вие се сеќавате на вашите први надпревари, на вашата прва победа во кариерата? Па јас започнав сум дете на металург исто како и Гоце, така да на почетокот секоја победа во тие младински пионерски категории ми било за мене едно големо достигнување тогаш. И се сеќавам многу добро на моите почетоци, како почнав, како трениравме, како ги учевме првите чекори, пошто исто како Гоце, така и јас спонтано излезе да се запишам на ракомет, пошто живеевме во Крушево, таму се бавев професионално со скијање, тренирав по летниот период и фудбал, така да кога дојавме тука во Скопје мораше да се бара некој спорт и моите родители кажаа ајде да пробаме ракомет. Стварно немав допирна точка со ракомет и така почна се. Така да секој почеток ми е врежан во мене. Гоце, а кој од победите, но и воопшто во твојата ракометна кариера најмногу ти значи? Имаш учествувано на 4 европски првенства со репрезентацијата или подсетиме? Да, така. Настапи на страна, настапи во домашното првенство, 12 сезони поминати во ракометниот клуб Металург. Да, па добро, тоа се многу надпревари, многу победи, нормално и порази. Навистина е тешко да кажам која може би ми е најдрага победа, но можам да кажам има неколку што тоа и со репрезентација, дали биле со репрезентацијата на Македонија, па исто и со Металург во тоа време каде што игравме во Лигата на шампионите.
Па и со Вардар оваа и минатата сезона има многу добри надпревари каде што не можам се да издвојам некој поединечно, но има тука, има да кажем исто, не знам, ајде да се вратам во минатото Металур која победувавме Лига шампиони, не знам, Барселона, Париз, тие бија исто така добри моменти. Минатата година Фленсбург го победивме на домашен терен со Вардар, исто еден добар противник, тежок, така да со репрезентацијата на Македонија сите оние пласмани на европски, светски првенства, баражи, победи, сите тие се исто драги и самите победи во тие надпреварувања на тие првенства исто така добри, така да има многу победи. Филип, можеш ли да ми наброиш неколку причини поради кои сте дел од ракометниот клуб Вардар? Па затоа што е едно големо име, два пати има освоено Лига на шампиони, публиката, градот, тоа што ја има таа хемија во клубот и мислам дека тие се најголемите причини зашто сме тука во Вардар. Пред овој да влеземе на овој разговор споменавме дека не знам, можеби многу професионални спортисти ќе сакаат нели да излезат надвор од границите во Македонија, но она што јас го констатирав, а вие ми го потврдивте, дека ние имаме навистина кога станува збор за ракометниот клуб Вардар, светски клуб во нашата држава и да нема потреба да бараме излез. Се сложувате еве сега јавно пред камери со мене дека нели нема потреба да бараме да излегуваме надвор во Франција кога го имаме светскиот клуб број 1 кај нас овдека во Македонија. Па точно така, Вардар стана еден бренд и стварно цела организација како се води со клубот е на високо ниво како сите европски екипи и стварно ние македонските играчи ако имаме покана и ако треба да играме за Вардар, ако тие што го водат раководството ни даваат можност да настапуваме, мислам дека тоа треба да ни биде прва опција секогаш и да не треба да не влече ништо за надвор. Нека да сме пред крајот, иако не сакам нели да зборувам зона дека кога победувате сте херои, кога губите ве гледаат накосо, но Вардар во моментов малку потешко му оди во лигата на шампиони. 5 надпревари без победа, ќе речам, не изгубени, туку без победа. Ве очекуваат уште 2 надпревари до крајот на колото. Во четврток задутре патувате за Германија против Кил. На што се должи, нема да речам слабата игра, но ете, ова нивелирање во овие 5 надпревари назад, па да треба во последните 2 да бркаме, не знам, нешто повеќе за да имаме послаб противник или подобар пласман во табелата. Па добро, како што кажавте, да, може да кажеме дека сме во некоја резултатска криза. Во Лигата на шампионите немаме долго време победа, но тоа е спортот, некогаш победуваш, некогаш губиш, има многу надпревари. Домашно првенство, Лига шампиони, напорно темпо, повредени играчи, болни играчи, не можеш секогаш да сметаш на недобриот состав. Има многу други пропратни работи, што можеби не можеш некогаш да го даеш тој максимум. Така да во овој момент се наоѓаме во една тешка ситуација, затоа што резултатите не се добри, остануваат уште овие 2 кола во Лигата на шампионите, оној нерешавачки надпревар против Еврофарм Лестер, но битен да кажам, кој ќе замине во тој плейоф со повеќе бодови. Така да мислам дека во наредниот период не очекуваат едни многу тешки надпревари. И мислам дека јас сум оптимист и позитивец дека ќе излеземе од оваа криза и дека ќе почнеме да победуваме. Се враќате на работните обврски, од тука се враќате во салата Јане Сандалски, продолжувате со тренинзи, а веќе утре патувате за Германија. Ви посакувам многу успех на тој престоен надпревар, ви посакувам и успех на она што ќе се одигра на 8 декември во Загреб, против Загреб. И се ве очекувам назад овдека со победи, со пласман во Лигата на шампионите и со успеси. Поздрав до вас и до сите ракометари од ракометниот клуб Вардар. Ви благодарам, господа, што денеска бевте со нас и се дружевте заедно. Ви благодарам и на вас.